Вести на Канал 8, добар ден. Нови 20 на вработувања на неопределено време се реализирани во комуналното јавно предпријатие Водовод. Решенијата на новите работници им се веќе поделени, со што им е трансформиран работниот однос, што претходно го имале на определен временски период. Но невообичаено е што тоа се совпаѓа со предизборниот период. Бројот на вработените на неопределено време во комуналното предпријатие Водовод е зголемен за 20 на лица, откако во текот на денот им се врачени решенијата за работа на ангажираните работници. Се работи за трансформација на работниот однос, што тие веќе го имале неколку години во предпријатието, но досега биле ангажирани на определен временски период преку Агенција за времени вработувања. Главно станува збор за работници кои извршувале работни задачи за што не е потребна повисока квалификација или степен на образование. На почетокот од годината беше објавен јавен повик со кој се планираше да се потрошат околу 900.000 денари за давателот на услугата преку кој треба да се реализираат времените вработувања. На една од седниците на Советот на општината во тој период, на кој се разгледуваше и извештајот за работењето на предпријатието, беше поставено прашање за условите за работа и правата на лицата кои се ангажираат преку Агенција за привремени вработувања. Дојде критика од советниците дека според досегашната практика работниците најчесто работат на наплата на такса за јавни паркинзи, односно на отворен простор, на неповолни временски услови и не се соодветно наградени за тоа. Оправдување за состојбата тогаш дадоа од раководството на Водовод. Од октомври, септември, некаде која донесовме новата систематизација и согласно новите законски решенија, не можеме да правиме редовни вработувања за да го трансформираме на делот од вработените работниот однос во работен однос на неопределено време, а во исто време се зголемува и активностите пред се во делот на давањето на услугите во делот на наплатата на паркинг службата. И по тој основ имаме некаде околу 10 вработени кои ја извршуваат ваквата активност. Сите вработени, осигурени преку Агенцијата за времени вработување, ги имаат истите плати како лицата кои ги извршуваат работните обврски за истите работни места за кои се ангажирани и вработените преку Агенцијата, и во исто време има оди работен стаж и социјално и здравствено осигурување и пензиско осигурување. Во врска со доделените 21 решение за трансформација на работниот однос на неопределено време, симптоматично е што тоа се случува токму во предизборниот период. Законските одредби велат дека не смее да има ваков ангажман на 100 дена пред одржувањето на изборите, во овој случај локалните, што се закажани за 15 октомври. Од комуналното предпријатие Водовод пак рекоа дека се е во рамки на законот, односно огласот за вработување бил објавен пред распишувањето на изборите, а согласност била добиена и од Министерството за финансии. Совпаѓањето на периодот на врачување на решенијата и предизборието биле само случајност. Николчо Тарџиманов од Кочани понатаму продолжува со малтретирање и силување на кучињата. 100 денови не им дава храна и вода, ги врзува, ги тепа, ги изоставува на секаков начин и потоа ги остава во подрумот на зградата каде што живее. Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди и Втора шанса од Кочани бараат итна детелна истрага на случајот и затворска казна за лицето, но бараат и помош и поголема заштита од полицијата, бидејќи Тарџиманов им се заканува и ним дека ќе ги убие. Продолжува страшната голгота на вразувани, изгладнувани, травматизирани и силувани кучиња, оставени без храна и вода. Кучиња кои преку ноќ исчезнуваат и на кои им се губи секоја трага. Таква е сликата на напуштениот објект на улицата Скопска во Кочани, каде што злоставувачот Николчо Тарџиманов секојдневно донесува нови кучиња, ги малтретира, врзува и силува и ги остава да умрат од глад и жет. Пред 2 дена силувал и до смрт измрчил уште едно куче. Николче и понатаму си продолжува со неговото малтретирање на животните, која последна жртва беше кутрето кое во средата беше најдено силувано во центарот на градот. Николчо Тарџиманов постојано ги зима кутрињата од градот или од околните села, во кои на сабајлето во утринските часови околу 4-5 часот оде во околните села и во градот и ги зима кутрињата, потоа ги носи кај него во подрум, каде што станарите веќе во зградата кај што живее се запознаени со случајот.
тој таму ги малтретира, ги силува. Нашата камера ланската година заедно со екипите на Сдруженијата за заштита на животните го регистрираше објектот каде што ги малтретира кучињата, а околу можеа да се забележат фрлени и убиени кучиња, од каде се шири неподнослива реа на мртвило. Кучињата беа цврсто стегнати околу вратот со жица, без простор за воздух, дехидрирани, измачени, тепани, малтретирани, без храна и вода, врзани под креветот. И после тоа никој ништо не презема да се спречи малтретирањето на невините животни. Активистите на Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани секојдневно добиваат закани од Николчо дека ќе ги нападне и нив ако го пријавуваат во полиција и ако му ги земаат кучињата. Затоа тие бараат поголема соработка од полицијата. Имаше случаи кога ние со Сдруженијето отидовме да ги вадаме кутрињата од таму, па потоа тој кога не виде дека сме вака низ градот, ни се заканува да не отидеме кај него пак повторно како да не сме го ние малтретирале него. И со закани ние кон нас дека може и после и нас да ни наштети, дека ако продолжиме да одеме кај него и спасуваме кутрињата. Тој со години наназад веќе се занимава со малтретирање на животните, но ние како здружение не можеме ништо да направиме, па затоа замолуваме полицијата ако сака да ни помогне во ова случка за да се најдат докази во врска со Николчо. Граѓаните и станарите зад камерите коментираат дека стравуваат од можен напад врз дете, бидејќи секојдневно гледаат остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешови, расфрлани екстремитети, празни шишиња, пиво и искористени кондоми. Пред 3 години за ова зборуваше и го потврди и неговата мајка, но бидејќи ја малтретира и неа, и таа не смее јавно да го искаже проблемот. Ланската година членовите и активисти на Сдруженијата за заштита на животните одржаа протест во Кочани поради нереагирањето на надлежните институции против постапките на Николче во врска со изживувањето врз животните. Тие побараа од надлежните институции да реагираат и да преземат мерки против сторителот. Од Сдруженијето повторно најавуваат протести. Наскоро се договараме со Сдруженијата дека ќе се организираат протести, но тоа ќе биде во тек, ќе сте известени сите, па ќе се знае кога и точно ќе бидат протестите. Сдруженијето Втора шанса од Кочани заедно со останатите здруженија за заштита на животните апелираат на преземање мерки од страна на институциите, полицијата, општината, социјалните служби и да го спречат изживувањето со животните. Оризот е во фаза на класење. Земјоделците се задоволни од класењето на оризовата култура, а од Институтот за ориз во Кочани оценуваат дека доколку се стабилизира времето и ако има доволни количини на вода, може да се очекуваат и надпросечни приноси. Временските прилики проследени со високи температури, како и обезбедените оптимални количини на вода за наводнување, придонесуваат оризовата култура во Кочанскиот производен регион, па и пошироко, одлично да напредува. Според оценката на земјоделските стручњаци, оризот се наоѓа во фаза на бокорење и класење, при што веќе се забележува формирањето на класната метличка, информира магистар Добре Андов од Институтот за ориз во Кочани. Тој додава дека земјоделските стручњаци оценуваат дека доколку времето се стабилизира од аспект на температурите и при тоа има доволни количини на вода за наводнување, годинава може да се очекуваат надпросечни приноси. Годинава под ориз во регионот беа засејани 2500 хектари, од кои најголемиот дел од површините во Кочанскиот производен регион. На полињата под ориз се застапени повеќе сорти на ориз, меѓу кои доминираат домашните, а има и сорти од италијанско и турско потекло. Посебно вторите, додава Андов, турски сорти на ориз се со пократок век на вегетација, а приносите од нив се забележителни. Годинава рестрикцијата на површините под ориз, која ја направи водостопанска прегалница од Кочани, се покажа како оправдана, бидејќи и расположливите количини на вода во акумулацијата Калиманци се на доста ниско ниво. По десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница се испуштаат максимални количини од над 11 метри кубни вода во секунда, кои се користат за наводнување на полињата, опфатени со годишниот план за наводнување. Управата за јавни приходи ја објави најновата листа на должници кои не ги подмириле финансиските обврски кон државните органи. Од околу 4500 имиња на фирми и на граѓани од целата држава, 100 се од Кочани и Виница.
Вкупно 105 имиња на фирми, здруженија и на граѓани од Кочани и Виница се најдоа на новиот список на должници. Процентуално, овој број е минимален во однос на вкупната бројка од 4500 имиња од целата држава, исто како што е и мала сумата што тие не ја подмириле во однос на вкупниот долг. При тоа, од Кочани на листата на должници се најдоа вкупно 55 фирми и 21 граѓанин, додека од Виница има вкупно 22 фирми и здруженија, како и 7 на граѓани. Исто така на списокот на должници се истакнати и имињата на 2 фирми и 2 граѓани од Чешиново Блешево и еден жител на Зрновци. Дел од нив за прв пат се среќаваат на ваквите јавни објави на управата, додека имињата на повеќето ги имаше и на претходните листи. Според причините што се наведени во списокот, најголем дел од должниците меѓу фирмите не ги платиле обврските за данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, како и придонесите за задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. Кај граѓаните пак, освен неплатените даноци, има и друг вид долгови, како што е радиодифузната такса. Управата за јавни приходи веќе неколку години поред ги објавува листите на должници, повикувајќи се на одредбите во Законот за даночна постапка, според кој, меѓу другото, стои оти таа може на својата веб страница, без согласност на даночниот обврзник, да објави податоци, заради исправка на непотполни информации. При тоа, за да се најдат на јавно објавениот список, фирмите треба да имаат долг што е повисок од 300.000, додека пак за граѓаните и за самостојните вршители на дејност, неплатените обврски треба да им изнесуваат над 120.000 денари, доколку даночните обврзници не се согласуваат со објавените податоци, можат да побараат исправка или отстранување на нивните имиња, при што неопходно е претходно да се јават во надлежната регионална дирекција на управата за јавни приходи. Оштетената и преполната канализацијска цевка во близина на мултинаменското игралиште во местноста Колерски гробишта и понатаму ја загадува околината во тој дел од Кочани. Жителите повеќе пати реагирале, но и покрај ветувањата од надлежните, состојбата не е подобрена, туку е влошена поради високите дневни температури. Не е запрено истекувањето на отпадната вода измешана со фекалии што се излеваат кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче во непосредна близина на ново изграденото спортско игралиште во Колерски гробишта. Иако скоро 2 години жителите од овој дел на Кочани јавно реагираат и бараат надлежните служби во општината и во комуналното претпријатие Водовод да преземат мерки за поправка на канализацијата, досега немало никакви реакции. Не се остварило ниту ветувањето оти со изградбата на игралиштето ќе се реши проблемот. Напротив, фекалиите и понатаму се разлеваат по асфалтот и се влеваат во блискиот дол, оставајќи зад себе дебели зелени наслаги и силна смрдеја во воздухот. И минатата есен реагирале кај надлежните во општината за да се поправат оштетувањата на блиската канализацијска шахта, но се поминало без успех. Водата тече кај мене, кај плува, не може да улегнем у тоа. Жабуњак, долна улица, Ставарово, Жабуњак, Стварево се, онадело, мирише, смрде, тоа континеро смрде таму кај не може да се улегне дома да се дише, ние се искочи надвор. Дето викам, те сега, дето лежа една недела у Штип по болница. Вика, имаш бактерии. Какви бактерии? Шо е јадел, шо не дело? Тоа мириста од смрдовата. Не може да се дише, што искочи нека улицата, што замине колата преко него, преко тоа улицата, Жабуњак, вода, вир. Можем на бугарската граница, ќе минеме преко границата, лигавката не е фаќа. Освен излевањето на фекалиите и отпадната вода, жителите од Колерски гробишта имаат проблеми и поради загадувањето на просторот во близина на игралиштето, каде стои преполн контејнер за отпад. Него сега пуња, пун плива околу него, па. Ѓубре е многу, превише. Не знам што да се прави и дека се иде. Како направи игралиште, се направи, ништо не направи. Тео некна се доваѓале там, со косачки там прокосили таму кај дрвца бе насадили. Нема некој да навади да фрли на капка вода на тие дрвца да се обноват, ништо нема. Тео нека се доваѓале там, 2 дена се косили, те го ѓубрето така на улицата, тоа што косија го така е на улицата. Симеонов вели дека соседите немаат храброст да застанат пред камера и да проговорат за комуналниот проблем со кој се среќаваат со години. Додава дека најмногу се плашат од излевањето на фекалиите и можноста за проширување на некаква зараза.
Жителите овде се надеваат дека медиумското актуализирање на состојбата може да ги натера надлежните на посериозна акција, за да се спасат од потенцијалната опасност што доаѓа од ширењето на фекалиите и од отпадоците во нивна непосредна близина. Голема средба на пензионерите организира Сдруженијето на пензионери Кучани в сабота на 12 август во селото Пантелеј кај манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон. Станува збор за 11-тата традиционална средба на пензионерите од цела Македонија. Сдруженијето на пензионери на Кучани утре сабота 12 август во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во селото Пантелеј ќе реализира 11-тата поред традиционална средба на пензионерите од Македонија. Се очекува присуство на повеќе илјади гости од повеќе краеви на Македонија. Како што информира председателот на Кочанската пензионерска организација Ѓорѓе Серафимов, досега се пријавени да учествуваат на собирот пензионери од 20 пензионерски здруженија. За прв пат годинава меѓу присутните ќе бидат и пензионери од Демир Капија, Демир Хисар и Гостивар. Средбата ќе започне во 10 часот и истата ќе ја означи за отворена градоначалникот на Кочани Радко Димитровски. Своје обраќање ќе имаат и Ѓорѓе Серафимов во името на пензионерското здружение Домакин и Драги Аргировски, председател на Сојузот на пензионерите на Македонија. Во културно-уметничкиот дел од програмата ќе настапат Цанко Минов со познатата песна Кочански се имени, како и фолклорната група од Сдруженијето на пензионери од Радовиш, која минатата година ја представуваше Македонија, и пензионерите од државата на меѓународниот фестивал на третото доба во Љубљана, Словенија. За присутните на средбата во Пантелеј е организиран манастирски ручек по цена од 50 денари, колку што чини повратниот билет од Кочани до Кочани до Пантелеј и обратно. Автобусите тргнуваат од автобуската станица утре, сабота, во 8 часот. Повеќе да се внимава на духовниот отколку на телесниот пост, предупредуваат свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. В понеделник, 14 август, започнуваат богородичните пости. Богородичниот пост започнува од понеделник, 14 август и трае 2 недели до 28. Овие пости се најкратки и затоа се одлучуваат да ги постат поголем број луѓе. Непосредно пред почетокот на постите, свештениците го објаснуваат значењето на духовниот пост. Од 14 август започнуваат богородичните или успенските пости, кои што се востановени во чест на празниците Преображение Христово и нели празникот Успение на Пресвета Богородица и нашата владичица. Знаеме, нели, според типикот пропишан од православната црква, тие траат од 14 до 28 август. Она што е важно, апелираме пред секој пости, така ќе се повторуваме, се додека нели не се научиме, тоа е дека многу поголемо внимание треба да се посвети на оној духовниот дел на постите, не само воздржувањето од храна. Значи, под духовен пост се подразбира засилено размислување за Бога, засилена молитва кон нашите ближни пријатели, секако нели нашите непријатели, правење добри дела без разлика дали тие ќе бидат од финансиска, морална или било каква природа, се со цел нели да се уподобуваме и да се усовршуваме во Христа, темелејќи се на зборовите на светиот апостол Павле, доколку имаме вера, а немаме дела, тогаш нашата вера би била нели залудна. Според типикот, богородичните пости се постат на следниот начин. Од понеделник до петок без масло. Другите денови е дозволена употреба на масло, а на Преображение може и риба. Што се однесува за земање причест, Арсовски рече дека во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовниот отец и кои се подготвени можат да земат причест после секоја литургија. Арсовски апелираше до сите оние кои сакаат да одат на исповед поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не се чека последниот ден, туку тоа да се стори порано со претходен договор со духовникот. Следува информацијата од спортот. Клубот за мал фудбал Унипап од Кучани ги реализира подготовките за надпреварите во предстојното првенство во втората футсал лига.
Пријавено е и учеството на два богородични турнири што идната недела започнуваат во Пробиштип и Демир Капија. Сезоната на годишни одмори и топлото време се причини што футсал екипата на Унипап од Кочани порелаксирано ги планира подготовките за новото првенство во втората лига. За сега тренинзи не се изведуваат, но сепак играчите се ангажирани со учество на турнири што се одржуваат во текот на летниот период. Тимот минатото првенство имаше солиден настап во лигата и со освоените 19 бода ја заврши сезоната во средината на табелата, односно на 7-то место. Тоа и покрај надежите и плановите не ја стави нашата екипа во ситуација да игра разигрување за освојување позиција што би значила влез во повисок ранг. Сепак, од стручниот штаб на Унипап најавуваат дека не се откажуваат од ваквиот план и можноста тој да се реализира го гледаат за идната година. Оваа година рачунаме да влеземе во прва лига, рачунаме имаме заселување од Куманово, тројца играчи, значи тројцата се репрезентативци на Македонија, бивши репрезентативци, и се надеваме дека ќе влеземе во прва лига, малку поангажирано ќе бидеме отполани. Така. Во текот на подготвителниот период, футсал екипата на Унипап ќе учествува на богородичните турнири во Пробиштип и Демир Капија, што започнуваат идната недела. За разлика од минатата сезона, кога играчите беа ангажирани на десетина турнирски надпревари, ова лето ќе ги има помалку. Освен за најавените два, тимот веќе учествуваше на Илинденскиот турнир во Зрновци, каде го освои второто место. Исто така, фудбалерите Петров и Стојчев како засилувања му беа позајмени на штипскиот Стибо, кој играше во финалето на футсал турнирот во Конче. Инаку новото првенство во втората футсал лига ќе стартува кон крајот на октомври, така што Унипап има доволен период за реализирање на подготовките. За сега непознато е колку екипи ќе учествуваат во лигата, со оглед што дел од нив се откажаа во текот на минатата сезона. Сепак, тоа, според тренерот Митров, не би требало да биде пречка за остварување на планот на екипата за влез во повисок ранг на надпреварување. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте убав викенд. Довидување.